Добре дојдовте во новата епизода на Кейткаст. Јас сум Кейт. Ова е просторот каде водиме разговори инспиративни за родителувањето. Токму денешната тема ја посветив како да балансираме помеѓу кариерата и родителувањето. Верувам дека секој од вас во текот на денот на своите работни обврски, често после 5 минути од својата работа, му се случило некој да го повика, да му се срушат активностите од тоа што му е испланирано, да го привлече вниманието на друга насока и одеднашка планот што е планиран го нема, исчезнува. И на крај се прашуваме каде ни отиде денот. Токму во оваа епизода јас ќе ви понудам еден начин како јас тоа го решив. Не е некој магично стапче, ниту пак совршен систем, туку е едноставна навика, а тоа е неделно планирање заедно со сопствените деца. Иако моите деца се возрастни, сепак ова функционира и ден денес како ние го применуваме. Седнуваме еднаш неделно и правиме листа на активности, што е она заедничко како семејство и сите активности на децата. Гледаме да ги вметнеме во текот на денот. Реално, не идеално, бидејќи идеално не ни постои и да го одбегнеме оној момент, посебно кај нас мајките, мамо ме заборави. Ако ме прашаш зошто ова функционира, можам едноставно да ти одговорам, затоа што имаш поголем преглед за целата недела и за се што ти следува. Ги намалува ненадејните барања во текот на денот, а посебно ти останува простор за своите работни рокови. Епа вака, замисли недела, одвојуваш 15 до 20 минути, заедно со сите членови твоето семејство, ти ги прашуваш, ајде да видиме што не чекува оваа недела и секој си ги кажува своите активности. И почнувате заедно. Мамо, во среда имам тренинг во 5 часот. Петок одиме на излет, а јас во четврток имам тест. И тогаш, тоа кога ќе го запишете на лист или во тетрадка, одеднаш имате преглед и си велите, окей, значи, среда попладне е зафатена, јас можам да работам со моите работни обврски наутре. Во петок наутре можам да станам однапред, рано, да направам ручек, бидејќи потоа следувам излетот на моето дете. И се така, поред ги редите своите активности и ги балансирате со активностите на вашите деца. Најбитно е да ги вклучите вашите деца во процесот на планирањето, бидејќи на тој начин тие ќе бидат поодговорни и ќе се чувствуваат дека се како возрастни, а всушност се им ја слушнат нивниот глас и нема да бидат во процес на очекување, туку ќе бидат во процес на активно вклучување и реализирање. И наместо да го очекуваме оној момент на бърнаут, ние веќе сме подготвени и знаеме што не очекува во текот на целата недела. Многу едноставно. Нели е тоа магијата? Само единствен разговор, еднаш во неделата, ги намалува сите стресови во текот на денот. Ако ви се допадна оваа епизода и ако оваа навика ви помогне, ве молам да ми напишете некој коментар под овој Кейткаст видео и се гледаме во некоја нова инспиративна тема која што верувам дека ќе биде интересна за вас и ќе ви помогне во вашето родителување. Ве сакам, поздрав, имате најубав ден. Чао!